Бог ова го смислил на поинаков начин и го решил. Што направил тој? Издвоил 6 левитски градови, 3 од едната страна на Јордан, 3 од другата страна на Јордан. Издели градови што ќе ве служат како градови за солништа или градови прибежиште, каде може да избега убиец кој убил некого од несакање. Тие градови нека ве бидат за солниште од одмазникот, така што убиецот не треба да загине додека не стигне на суд пред заедницата. Овие стихови се во 4 Мојсиева 35 глава. Значи, во Стариот Завет, градовите на прибежиште или на засолниште пружале заштита од крвна одмазда на сите недолжни и невини убијци. Секој кој ненамерно, неплански, немал таква намера, би направил убиство, можел таму да избега и да си го сочува својот живот. Градовите на прибежиште се наоѓале близу останатите населби и градови за да бидат пристапни за време на потреба. Биле распоредени така што секој кој што десекајќи би сгрешил, би можел најдолго од половина ден одење да стигне до тој град. Едно место најдов дека секој израелец живеел не подалеку од 48 километри. Значи биле така распоредени да може секој, ако нешто се случи, право да стигне во тој град, да има толку време. Второ, градовите на засолниште биле сместени на некое брдо, за да сите да им бидат видливи. Трето, Бог заповедел еднаш годишно, а во тоа да учествуваат сите израелци, да се очистат сите патишта и проди према тие градови. Морале да бидат продни и чисти, одржувани во добра состојба, се со цел оној кој што бега да не би залутал некаде, за да може на вистина да го најде вистинскиот пат, да не би се изгубил. Не дај Боже, оној кој што е невиновен бега и одмазникот би можел да го стигне. И тогаш за тоа би одговарале оние кои што не го очистиле патот. Четврто, на одредени места по должината на овие патишта морале да постојат патокази и знаци со јасни и крупни букви на кои што пишувало прибежиште. Значи, кога ќе дојде на некоја раскрсница како трча, како бега, да знае кој правец да го фати, да го усмерува. Тоа превенство можел да го користи секој, било да е тој евреин, странец или дојденик. И во Броеви, во 4 книга Мојсиева, ќе прочитаме: тие 6 града нека бидат за солниште, како за израелевите синови, така и за странецот и придојденикот, кои престојуваат меѓу нив, каде може да избега секој што убил некого на несакање.